Светата православна црква денес го празнува големиот христијански празник посветен на светиот великомаченик Димитри, кај народот познат како Митровден. Меѓу поголемите есенски празници поврзани со домашни служби спаѓа и празникот Митровден, што се празнува во спомен на светиот великомаченик Димитри Солунски, наречен уште и чудотворец и мироточив. Овој празник представува и мегник меѓу летниот и зимскиот период од годината. За житието на светиот великомаченик Димитри од изјавата на ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети великомаченик Ѓорѓе од Кочани. Светата православна црква денес го чествува споменот на еден од најзначајните светители кои што има навистина голем култ како во Македонија, така во целата православна екумена. Тоа е ликот на светиот великомаченик Димитри Солунскиот, чудотворец и заштитник. Од неговото житие знаеме дека тој е роден од благочестиви родители кои што татко му бил војвода во тогашната армија, па така исто и по неговото пензионирање самиот свети великомаченик Димитри го наследува, односно станува дел од тогашната војска. Но како што знаеме од историските околности кои што сведочат дека во тоа време христијаните биле посебно прогонувани, а посебно оние кои што биле вработени во државните институции како и војската, не смееле да бидат декларирани како христијани, но светиот великомаченик Димитри не се плашел од таквите наредби, царски укази, а јасно и недвосмислено се спротивставува и го изобличува тогашниот цар за идолопоклонство, поради што тој е затворен и во, како што знаеме од житието, нему му се јавува ангел Божи и го укрепува, додека во затвор него го посетуваат многу верници, меѓу кои најзначаен ликот на светиот Нестор, чишто спомен го празнуваме утре, кој што со благослов на светиот великомаченик Димитри го победува гладиаторот Лий, кој што бил голем по телесна конструкција и ги понижувал христијаните, ги убивал во гладиаторските борби, ги фрлал на копјата. Сето тоа Нестор не може да го поднесува, како што кажавме, бара благослов од светиот великомаченик Димитри, кој што му кажува дека ќе го победи, но ќе пострада за Христа, па токму и затоа многумина се прашуваат зошто на светата икона на светиот великомаченик Димитри е представен како воен кој што убива човек. Токму тој човек е оној гладиаторот кој што губива Нестор, но со благослов на светиот великомаченик Димитри. Голем број христијани на овој ден имаат домашна слава, имен ден слават оние кои го носат името Димитар, Митре, Димо, Митре, Димитрина и така натаму.